Знаеме дека премиерот наместо да седе овде и да ја менаџира состојбата и влошувањето на меѓуетничките односи, побегна во Америка. Потоа, откако се заврши овде, тој се врати и заедно со Али Ахмети пуштија некое соопштение со некакви смирувачки пораки, нешто што во секојдневниот живот и не се чувствува. Затоа ние, како достоинство и како здружение на брнители, но и како политичка партија, цело време будно ги наблюдуваме ваквите појави, но и играта со законот за брнители, на која што сме сведоци последните неколку дена, кога ВМРО ДПМН сега сака да ја префрли вината за нерешавањето на проблемите на брнителите врз ДУИ, бидејќи тие го кочат законот за брнители, но сега и врз СДСМ, кои што не сакале да ја ослободат Комисијата за труд и социјална политика. За нас е сеедно дали овој закон ќе биде донесен или не, бидејќи тој не нуди ниедно решение за брнителите, со исклучок на неколку за војните инвалиди, кои што веќе постојат во постоечкиот закон, и повеќе од сигурно овој закон нема да биде донесен, нити ВМРО ДПМН има искрена намера да го донесат овој закон. Затоа што тие, ако беа искрени во својата намера, можеа да не повика, да позборуваат со нас. И покри тоа што политички сега сме спротивставени, има начин како да се решат поголем дел од барањата и проблемите на брнителите со подзаконски акти, каде што одлучуваат самите министри од редовите на ВМРО ДПМН, бидејќи за поголем дел од нашите барања воопшто не е ни потребен закон.